Почитувани суграѓани, браќа и сестри, во ова пролетно предизборие на прагот сме на уште едни локални избори, а стоиме гордо пред уште една работна победа, која е и потврда дека со вашиот глас остваруваме дела. Во изминатите 4 години многу проекти беа претворени во дела. И овој градски пазар, што вечерва треба да се пушти во употреба, е само уште еден доказ дека се работи посветено и одговорно. Вечерва со вашето присуство направивте овој прекрасен објект да изгледа величествено. Го повикувам најголемиот креатор, кој проектите ги преточуваше во дела. До сега, а верувам и со ваша поддршка, и во идните 4 години, актуелниот и иден градоначалник на општина Македонска Каменица, господинот доктор Дарко Митевски. Повелете, господине градоначалник. Добро вечер, Македонска Каменица. Добро вечер, почитувани гости. Мило ми е што ве гледам во толку голем број. Почитувам државен секретар во Министерството за економија господин Анче Трифунов. Почитувам пратеник во парламентот господин Владимир Горчев. Почитувани мои колеги градоначалници од општините Кочани, Виница, Карбенци. Почитувани граѓани на општина Македонска Каменица. Најнапред сакам да ви се заблагодарам на сите за присуството и да ги поздравам присутните од селските средини кои што останаа малку подоцна да останат на оваа наша многу значајна свеченост на овој ден кога го пуштаме во употреба ново изградениот градски пазар. Денешниот ден не е обичен ден. Денешниот ден е ден што влегува во историјата на општина Македонска Каменица. Прв пат во историјата на општина Македонска Каменица е изграден и пуштаме во употреба современ градски пазар. Почитувани пријатели, во март 2009 година пред вас излеговме со конкретна програма. Во програмата еден од приоритетните проекти покрај изградбата на градскиот плоштад беше изградба на современ градски пазар. Може би тогаш ви изгледаше како празно ветување, ама вие со вашата доверба ја поддржавте програмата и во 2009 година па наваму сите овие проекти стануваат реалност. После раздолжувањето на општината во 2009 година и поминувањето во втора фаза на децентрализација во 2010 година, како една од последните општини во Републиката, после отварањето на многу канцеларии на министерствата и агенциите, после изградбата на 20 километри локална патна мрежа, изградба на градски плоштад, дојде ред да се изгради и најубавиот градски пазар во Република Македонија. Дека мислиме за основните потреби на граѓаните покажавме во среда, кога започнавме не со реконструкција, туку со изградба на нова водоводна мрежа во нашата општина. Проект за кој обезбедивме 330.000 евра и не од буџетот на општина Македонска Каменица, туку од Министерството за транспорт и врски. За 6 месеци ќе бидат исфрлени од употреба старите азбестни цевки и ќе имаме ново квалитетно водоснабдување. Ние работевме на многу проекти, опфаќајќи сите аспекти на човековото живење. За да започнеме со изградба на градскиот пазар, најнапред подготвивме планска документација, изработивме проект, планиравме финансиски средства и во јуни 2012 година склучивме договор и дадовме одобрение за градба. За не цели 8 месеци, и тоа работа во зимски услови, го изградивме овој убав објект. Ја користам оваа прилика
да се заблагодарам на проектантот, на Методија Хаджиандов и на фирмата изведувач Актива од Штип, која што толку квалитетно го изработи овој објект. Ја користам приликата и да се заблагодарам на организаторите на овој коктел, во кој што има присутни од Сдруженијето на пензионери, од Сдруженијето на вешти жени, од Унијата на жени од ВМРО ДПМН и од моите соработници од општина Македонска Каменица. Бидејќи во изминатиот период само се зборуваше за вредноста на овој проект, сакам да кажам дека изградените две ламени кои што денес ќе ги видиме ќе чинат околу 500.000 евра, а не 1.300.000 како што се кажа пред некој ден, кои само продаваат, а ништо не градат. На нив само милионите им се вртат во глава, па мислат дека и така е кај нас. Овој пазар чини толку колку што чини управната зграда на рудникот Саса, за која не лажеа дека ќе биде општинска зграда, а ја продадоа за 110.000 евра и си направија ресторанти, хотели и продавници. И тоа за само неколку луѓе, не за граѓаните на општина Македонска Каменица. Ние не размислуваме така. Ние ја добивме довербата за да градиме за граѓаните. Со трудот на рударите градиме за вас, за граѓаните на општина Македонска Каменица. Овој градски пазар е составен од два дела. Покриен и отворен дел, каде што се наоѓаме, кој што ќе биде наменет за зеленчук и текстил, и затворен ден, кој што е изграден по најсовремени ХАСАП стандарди за месо, јајца и млечни производи. Овој објект има 24 часовен видеонадзор и систем за известување за пожар. Во склоп на пазарот се изградени и ќе функционираат градски тоалети. Овој градски пазар ќе биде доделен на управување на нашето јавно предпријатие и со домаќинско работење за 8 до 10 години оваа инвестиција целосно ќе биде вратена. Нашата интенција е продавниците кои што се во покриениот дел да се дадат на користење на граѓани од општина Македонска Каменица, и тоа по најповолни услови, само со една цел: да имаме пазар кој ќе работи секој работен ден, а не само петок. Јавно ги повикувам сите заинтересирани за деловен простор или тезга за продавање во текот на следната недела да се јават во јавното предпријатие за да се планира распоредот. Синоте кога бев во село Саса, ми кажаа дека еден поранешен директор кој го продаде хотелот Саса бил во селото и кажувал дека градоначалникот направил, ама дека ќе се наплаќа за влез во пазарот по 20 денари. Почитувани присутни, ние градиме за граѓаните, не го продаваме направеното. Ова е ваше, на ваше располагање, бесплатно за секој петок и за секој ден. Жално е што нема никаква идеја. Ја препишаа нашата програма, секој ден зборуваат за нашите проекти, само навреди на секаде. Тие не гледаат во иднината, тие го бараат минатото, да продаваат, да грабат, да го делат народот. Тоа време помина и во општина Македонска Каменица никогаш нема да се врати. Почитувани пријатели, оваа градба не е трошок на општината. Оваа градба е инвестиција за нашата општина. Ова е за вас граѓаните кои заслужувате подобри услови. Ова е за генерациите кои што доаѓаат после нас. Еднаш во 100 години се гради оваков објект. Јас и мојот тим и вие граѓаните ја имавме таа среќа да бидеме од тие генерации што беа сведоци на оваа многу значајна градба во нашата општина. Почитувани присутни, никогаш во историјата на нашата општина и во времето кога рудникот беше државен, но и сега кога е приватизиран, и по периодот од 2005 до 2009 година, нема толку инвестиции колку што има во последните 2 години. И нашата општина, како што каже и градоначалникот и пратеникот, е лидер по проекти, бидејќи огромен број проекти се финансирани од извори надвор од нашиот општински буџет. Па би сакал да ги спомнам: новата училишна спортска сала, новиот противпожарен дом, реконструираната детска кујната во детската градинка, изградениот кеј со средства од фондот за води,
патот од Паламарска мала од Европска банка, патот до Капетанска мала од Светска банка. Тоа се проекти кои што можеле да завршат и во другите општини, ама ние сме се потрудиле да завршат во општина Македонска Каменица. Мој императив во работењето во изминатите 4 години беа жителите на општина Македонска Каменица и нивните потреби. Живеев со вашите проблеми и повеќе од вас се радував кога нешто ќе завршишме успешно. Но живеев и со вашата болка и со секој од вас барав начин како да ја заменам со задоволство. Не постои човек во општината кој јас лично не го познавам. Не постои мало, село, населба за која јас не ги знам проблемите. Знам и дека има уште многу работа пред нас, ама и знам дека денес нашата општина се движи напред и тоа со големи чекори и во периодот кој што е пред нас ќе реализираме уште многу проекти за вас граѓаните. Ја користам оваа прилика да кажам дека голем дел од инфраструктурата е завршена. Тоа што не е ќе се заврши, а во следниот период ќе се посветиме на развој на индустриската зона, на отварање на нови работни места, за која што е подготвена планска документација, подготвена веќе проектна документација и со нашата активност планираме во летниот период да анимираме први инвеститори кои што ќе градат. Во идниот период ќе работиме за развој на малото стопанство, за уредување на кејот кој што можете да го видите од позади каков ќе изгледа и за многу други проекти кои што ги доставивме до нашата програма. Програмата која ви ја дадовме да ја дадете за нашата доверба е за вашите потреби. Ние ги реализираме вашите потреби, со тоа и реализираме проекти, со тоа и постигнуваме резултати. Денес е убав ден за општина Македонска Каменица. Ден за славење. Нема да зборувам за нашите противници, бидејќи толку многу црна реторика во изминатите денови слушнав, толку многу навреди. Ќе ви кажам само едно и ќе им порачам на нив. Не ни се на ниво да зборуваме за нив. За мене се предизвик проектите, за мене е предизвик новиот културен дом, новата водоводна мрежа, новите улици и патишта, новата прослава за 28 август. Мој предизвик е еднината на Македонска Каменица. Во изминатите неколку денови гледам носат разноразни материјали, летоци фрлаат од кола, носат по домаќинства. Сакам да кажам јавно, колку Дарко Митерски е криминалец, има институции во оваа република и нека го докажат тоа. Јас знам каков сум, дали сум сериозен, посветен и одговорен. А за криминалот претходен ние докажавме со критична пријава во судот во Кочани. Почитувани присутни, од интерес на времето да кажам дека денес на мене, што ве гледам во толку голем број, срцето ми е полно, а гласот ми трепери. Денес граѓаните на општина Македонска Каменица се сите на едно место, таму каде што припаѓаме, да го славиме отварањето на најубавиот пазар во Република Македонија, како што ќе славиме и во недела за наредните 4 години. Сакам да ви порачам дека ми е задоволство што денес имаме овде од секаде, од селските средини од општината. Сакам да кажам дека јас како градоначалник во изминатиот период со ниту еден збор не го делев народот и граѓаните на општина Македонска Каменица. Вратата за сите вас од понеделник повторно ќе биде отворена и за вас, но и за оние кои што мислат спротивно. Јас си им подадам рака, општина Македонска Каменица постои за граѓаните на општина Македонска Каменица. Да бидете живи и здрави, да бидеме успешни, да се радуваме на новите проекти во општина Македонска Каменица.